Како што сме сите сведоци, во текот на изминатите неколку денови се соочуваме со предизвици на нашата јужна граница, кои што имаат определено влијание на македонското општество со посебен фокус на македонската економија. Имаме попречување на патниот сообраќај и тоа не е резултат на активности кои што се преземени од наша страна, туку тоа е резултат на предизвици кои што се случуваат на другата страна од границата. Во исто време, треба да се потенцира дека железничкиот сообраќај се одвива нормално и редовно и тој факт треба да биде земен во предвид од страна на сите субјекти кои што имаат определено постапување или пак и интерес и можност за експлоатација на истиот тој вид на сообраќај. Она што особено создаваше притисок и создава притисок во текот на изминатите денови е фактот дека имаме оневозможување на циркулација на нафтени деривати, односно влез на нафтени деривати во Република Македонија, токму поради тие попречувања кои што се случуваат од другата страна на границата и кои што прават определено оптоварување на субјектите, на компаниите кои што постапуваат во рамките на оваа сфера и има импликација на економските движења во Република Македонија. Едноставно кажано, има проблем цистерните кои што се со нафта, со нафтени деривати да влезат редовно, нормално, тековно во Република Македонија на граничниот премин Богородица. Владата на Република Македонија на денешната седница донесе одлука да се овозможи транзит на нафтени деривати покрај на граничниот премин Богородица и на граничниот премин Дојран и на граничниот премин Меджитлија, со што се даваат поголеми можности, поголем број на алтернативи кои што може да бидат ползувани од страна на транспортерите, односно наместо на еден граничен премин, како што беше досега, тоа е граничниот премин Богородица, цистерните, камионите, транспортните средства со нафтени деривати ќе може да влезат во Република Македонија и на останатите други два гранични премини кои што ги имаме со Република Грција, а тоа е граничниот премин Меджитлија и граничниот премин Дојран. Истовремено, владата веднаш стапи во контакт со Царинската управа на Република Македонија, која што доби задолженија веднаш да обезбеди кадар и останати потреби во техника, во логистика, кои што ќе овозможат нормално функционирање на овие два гранични премини, имајќи во предвид дека ќе дојде до зголемување на фреквентноста и габаритот на возила кои што би требало да транзитираат на овие два потези, а исто така и Министерството за внатрешни работи доби задолженија со кое што треба од нивен аспект да обезбеди определено прифаќање на овие транспортни средства, определен сообраќаен режим, врз основа на кој што овие камиони, цистерни кои што ќе влегуваат на граничните премини во Дојран и во Меджитлија ќе може да бидат на некој начин процесуирани до внатрешните царински терминали каде што би требало да бидат извршени сите оние процедури на царински постапки. Она што е факт и што треба да биде земено во предвид е дека овој времен режим на некој начин, ово возможување на транзитирање на цистерните со нафта покрај на граничниот премин во Богородица и на граничните премини во Меджитлија и во Дојран ќе важи до 5 март оваа година, а ќе почне да се спроведува веднаш, односно по исполнување на законските предпоставки, а тоа се објавување во службен весник, што се очекува да се случи во овие моменти, но исто така и институциите кои што треба логистички да го овозможат тоа како имплементација на оваа одлука се веќе подготвени и тие може да обезбедат прием на овие транспортни средства на граничните премини во Дојран и на Меджитлија. Факт е дека поради пристапноста до овие два гранични премини од двете страни на границата, квалитетот на патот кој што не е идентичен како квалитетот на патот кој што постои на граничниот премин Богородица Евзони, ќе имаме предизвици во поглед на прифаќањето на овие транспортни средства, односно може да се појават ситуации на забавен проток, но сепак она што е битно и значајно е дека проток ќе има, дека ќе се потрудиме со сите средства кои што ни стојат на располагање како институции, тој проток да биде што поефикасен, што поефективен и да не предизвикува дополнителни загуби во време и во средства на сите оние субјекти кои што постапуваат, односно кои што ги транспортираат овие средства или пак субјектите со кои што се имаат склучено договори за соработка во поглед на обезбедувањето на овие средства.
Исто така ќе продолжиме да имаме полно внимание на оваа тема. Ние и досега го имавме тоа. Институциите разработуваа определени решенија и модалитети. Ова е дел од тие решенија кои што ги воведуваме и ќе се потрудиме со се она што ни е на располагање, со целиот оној и кадровски и технички потенцијал да обезбедиме што поквалитетен прием на сите овие транспортни средства кои што од денеска, од вечерва па се до 5 март ќе може покрај на граничниот премин во Богородица да влегуваат во Република Македонија и на граничниот премин Меджитлија во Битолско и на граничниот премин Дојран. Ќе продолжиме и понатаму да имаме диалог со бизнис заедницата, да имаме диалог со меѓународните партнери во поглед на надминување на овие предизвици кои што не се изворно наши, не потекнуваат од нас, туку потекнуваат од некои состојби, ситуации кои што се јавуваат од другата страна на границата и ќе преземаме мерки, чекори и активности кои што се во нашите ингеренции, во рамки на она што можеме да го направиме, се со цел да обезбедиме една ефикасност и ефективност во овие процеси.